molitva pokajnička, prosti mi se odkažav od grevo smrten, Tatko moj nebesen, i slovo Božjo mi isprati, Sino svoj Isus da me spasi, Bogoroden vo tebe su, Tatko moj nebesen. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Da prostuvam me nauči, si te da gi ljubam kako ti. Če da Božji si te smevo ljubov ta, Tatko moj nebesen, i milost Božja me obleja, miro svoj nigo daruvaš, so si od razum, srce, duša, veruvam vo Isus. Mir vam, Tatko naš, koji si na nebesata, da se sveti ime to Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide voljata Tvoja, kako na neboto, tako i na zemljata. Levot naš nasušen daj ni go i denes, i prostini gi dolgovite naši, kako što i nije im gi prostuame na našite dolžnici, i ne vovedi vo iskušenije, no izbavi ne od lukavi od, zašto Tvoje je carstvo to, i silata, i slavata, vo site vekovi, i vo vekovi. Amin. Ti blagodaram, Tatko moj. U ime to na Tvoj Sin Isus Hristos te molam za sila, za ljubav, za Tvojata sila, za Tvojata ljubav, za Tvojata milost. Da mi go iščisti srce to za da te vidam, Gospode Isuse Hriste, osekovo od nas, zašto Ti si prvo naznačen, Ti si prvoroden od mrtvite, Ti si bil prisuten ušte pred da se rodi Avram i na sozdavanjето na svetot. Vo Tebe je prisuten našiот Sozdatel, Otec od na nebesata. Verujem дека si moj Gospod i Spasitел, Ti blagodaram što me izvleče od temninata po Tvojata čudesna svetlina, da vidam carsko sveštenstvo, rod izbran, da Ti služam Tebe. Neka i ovije slova bidat со власт и сила, нека Твојот дух и вистина бидат во нив, нека ги допрат сите оние кои имаат потреба од Твојата љубов, нека ги отворат скрушените срца. Ти благодарам што и денеска си со мене. Без Тебе не можам да направам ништо, но со Тебе можам да направам се. Псалм 85. Приклони го, Господи, увото свое и услиши ја молитвата моја, зашто сум беден и сиромав. Беден и сиромав под дух. Зачувај ја душата моја, зашто сум смирен. Смирен, мирот свој ви го давам, вели Исус. Зачувај ја душата моја, зашто сум смирен. Спаси го слугата Твој, Боже мој, кој се надева на Тебе. Спаси го слугата Твој, Боже мој, кој се надева на Тебе. Се надевам на Тебе, Господи Исусе Христе. Псалм 85.
Помилувај ме, Господи, зашто кон Тебе викам секој ден. Господе Исусе Христе, Те сакаме, Господе Исусе Христе, развесели ја душата на Твојот слуга. Оти кон Тебе, Господи, ја вознесувам душата своја, зашто Ти, Господи, Татко мој, си добар, кроток, многу милостив кон сите кои Те признаваат. Кон сите кои Те признаваат си кроток, добар, многу милостив. Те сакам, Татко мој, Те сакам, Исусе Христе. Чуј ја, Господи, молитвата моја и послушај го гласот на молбата моја. Интересен има еден стих кај Матеј, вели, уште пред да го повикате, тој ќе ве слушне, Господ знае кои луѓе се негови, односно тој вели вака, немојте да употребувате многу зборови, кога се молиш влези во својата скришна соба и откако ќе ја затвориш вратата, помоли му се на твојот Отец кој е во тајност. И тој кој гледа тајно ќе те награди јавно. Кога се молите, немојте да употребувате многу зборови, зашто вашиот Отец знае зашто имате потреба. Знае зашто имате потреба вашиот Отец, уште пред да сте се помолиле. 85-тиот псалм, 6-тиот стих, од имената му, чуј ја, Господи, мојата молитва и послушај го гласот на молбата моја. Во денот на мојата мака повикав кон Тебе и Ти ме чу. Во денот на мојата мака повикав кон Тебе, Татко мој, во името на Исус, и Ти ме слушна. Тој уште пред да повика, јас ке го слушнам, има ветување од Бог. Меѓу боговите со мала буква. Тој е веднаш после 81-иот псалм. Нема таков како што си Ти, Господи, Господи Боже мој, Исусе Христе, и нема дела како Твоите. Интересно, има неколку места во Библијата богови со мала буква. Сакам да ви прочитам 81-иот псалм. Бог застана во собранието на боговите, во наводници, меѓу боговите изрече суд. Богови со мала буква, значи синови на Севишниот, со наследници Божии, синови Божии, богови со мала буква, свесни дека Бог е еден, а вие сте негови сонаследници, сотрудници и така натаму. Понатаму 6-тиот стих, јас реков, 81-иот псалм, вие сте богови со мала буква. Вие сте сите синови на Севишниот. Вие сте сите синови на Севишниот. Но понатаму што вели? Но вие, зошто сте синови на Севишниот, бидејќи Бог создал се и земјата е создал и вас ве создал со причина за да станете луѓе, да се воплотите во човек и да го изберете Исуса Христа кој е портата на спасението, портата на овците. Пасиште ќе најде кој ќе влезе преку него и ќе излезе и да се вратите од телесна природа, отпаднат дух во материјал, во духовна природа. Јас реков, вие сте богови. 81-иот псалм, 6 стих, синови на Севишниот, но вие ќе умрете како луѓе. Но вие ќе умрете како луѓе и ќе паѓате како секој кнез. Зборува за отпаднатите луѓе на земјата, за паднатите ангели на Сатанас, за отпаднатата природа на Адам, за тоа што сме сите ние овде, додека не го избереме Исус и му предадеме се што имаме, бидејќи ништо и немаме. Стани Боже, суди на земјата. 81-иот псалм, 8-иот стих. Зашто Твои се по наследство сите народи.
твои се по наследство сите народи, се што е народено, породено, дородено, вакво или онакво, темнина, отпадната од светлината од него е од него. Значи, одиме така. 85-тиот псалм, 8 стих, меѓу боговите нема таков како што си ти. Бог е еден, значи зборува за синовите на Севишниот. Нема таков каков што си ти, Господи, и нема дела како твоите. Значи, ова е светото писмо, напишано од самиот Бог. И покрај проблемите во преводот, во толкувањето, веројатно си исфрлани делови, поправани, по суетата на својот ум, тоа сепак во секој дел, во секој парче, во секој пасос ја содржи целата Библија, затоа се нарекува живо слово, а можем да ви го потврдам тоа, бидејќи по професија сум професор по сценски говор, работам со учење на текстови, паметам текстови по 10-15 години, што сум ги зборувал. Библијата ќе научам некој текст на Исус, и ако не го работам еден месец, го заборавам. Ако не го љубам еден месец, па подразбира секојдневно да го сакам. Значи, сите народи, 85-тиот псалм, 9-тиот стих, што си ги создал ти, сите народи што си ги создал ти, татко мој, ќе дојдат и ќе се поклонат пред тебе. Ќе дојдат и ќе се поклонат пред тебе. Ова е безвременна порака. Нема во Божјото царство ни сегашност, ни минато, ни иднато, во целина е. Сите народи ќе дојдат и ќе се поклонат пред тебе, Господи, и ќе го прослават Твоето име. Тој зборува дека еден ден, 1000 години се како денот од вчера за Господ, тоа ќе се случи. Затоа е Бог долго трпелив и многу милостив. Затоа е тој љубов, татко мој, и кој пребива во Бога, пребива во љубовта. Зашто, Господе, ти си велик и правиш чудеса. Тој прави се. Ти си Бог единствен, татко мој, создател, видлив во Исуса Христа, и кој ќе го повика моето име ќе биде спасен. И многу милостив што ги запишал македонците, си ги запишал македонците како човек македонец кој го повикува Бог. И денеска те повикувам, Исусе, дојди во Македонија и помогни ми. Упати ме, Господи, 11 стих, 85 псалм, по Твојот пат. Упати ме, Господи, по Твојот пат. Исус вели, јас сум патот, вистината и животот. Тесен е патот што води кон животот и малкумина го наоѓаат. Упати ме, Господи, по Твојот пат. Но тоа не значи да седите од страна на патот и да гледате сеир, да критикувате, да фрлате камења од цитати од Светото Писмо, а не да ги живеете. Значи, упати ме, Господи, на Твојот пат и јас ќе одам во Твојата вистина. Исус вели, јас сум патот, вистината. Значи, има еден стих да се облечам во Исус Христос. Облечи ме со Твојата вистина, облечи ме во Твојата љубов и облечи ме во Твојата вистина. Упати ме, Господи, кон Твојот пат и јас ќе одам кон Твојата вистина и нека се радува срцето мое, плашејки се од името Твое. Плашејки се како што синот се плаши од таткото кога ќе направи некој грев, зашто знае дека тоа не е добро, е грев и може да му наштети. Зашто ќе те славам, Господи Боже, ќе те славам, Господи Боже, слава Ти, Господи Боже мој, од срце, од се срце и вечно ќе го прославувам името Твое, зашто синови на воскресението, тие што го избрале Исус, не може да умрат. Вечно ќе го славам името Твое, Господе Исусе Христе, татко мој, те сакам, зашто Твојата милост кон мене е голема. Ти ја спаси душата моја од блавочините на пеколот. Значи, кога падна Сатанас и е фрлен на земјата, ние сите го сонуваме тој сон како паѓаме. Нема човек што не сонува дека паѓа во некаков амбис. Тоа е запис во вашата душа на падот на ангелите, на Сатанас. Зашто Твојата милост кон мене е голема. Татко мој, Ти ја спаси душата моја
од длабините на пеколот. Боже, законопрестапниците кои се тие. Божиот закон на љубовта, се она што ви го прават вам, правете им го и вие, зашто тоа се законот и пророците. Законопрестапниците станаа против мене. И многу насилници ја бараат душата моја. Тие те немаат тебе пред себе. Земете го Исус, многу насилници ја бараат душата негова. Така и вие, ако ќе говорите по Исус, многу насилници ќе ја бараат душата твоја. Кои се тие насилници? Отпаднатите ангели, с тие што ги создал Бог, го избрале Сатанас, ги прелажал Сатанас, како што змијата ја прелажа Ева, да го изберат него за Бог, и паднати се на земјата, се материализираат во луѓе, еден по еден, како доаѓа редот Божи на љубовта, за во свесна состојба да го изберат Исус, те напаѓаат тие што се уште му служат на Сатанас, отпаднатите ангели, денеска демоните. Нашата борба не е против крвта и плотта, вели апостолот Павле преку Духот, туку против началствата, против поднебесните сили на злото на овој век. Човекот е завладеан од сатаната, првен му доаѓа како мисла, му седнува на рамото, потоа таа мисла ја усвојува како своја, влегува во срцето и го помрачува, но тоа е една друга приказна. Боже, законопрестапниците, 14 стих, 85 псалом, станаа против мене и многу насилници ја бараат душата моја. Тие те немаат тебе пред себе, но ти, Господе Боже мој, кој си штедар и милостив, долго трпелив, многу милостив, вистинит те сакаме, Господе Исусе Христе, Татко мој, ти благодарам за се. Погледни на мене и помилувај ме. Погледни на мене и помилувај ме, Татко мој. Ти благодарам за сета љубов што си ја историл врз мене, за Твојата милост, за Твојата сила, што ми даде дар на верба да поверувам дека си мој Господ и Спасител, за мирот што ми го даваш. Погледни на мене и помилувај ме, дај му ја Твојата сила. Татко мој, дај му ја Твојата сила на слугата свој. На сите што го прими Евангелие по Јован, Исус им даде сила да станат синови Божии. Царството Божјо се освојува на сила. Потребна ви е сила. Сила. Почекајте додека се облечете со сила од озгоре, им рече Исус на апостолите. Сила, Татко мој, дај му ја Твојата сила на слугата свој и спаси го синот на слугинката Твоја. Синот на слугинката Твоја. Исус дојде кај своите и своите не го примија. Значи им даде сила за да имаат Духот Свети, односно Божиот Дух, да престојува во срцето на апостолите и на секој од нас кој ќе остане во законот на љубовта. Значи ако вие останете во моите слова и ги возлюбите, ако останете во законот на љубовта, ги пазите моите заповеди, јас ќе ви испратам друг утешител, Духот на вистината, Духот на љубовта, Светиот Дух, Духот на Исуса, Духот на Отецот. Значи Духот, Бог е Дух и оние кои му се поклонуваат во љубов и вистина. Во дух и вистина, во дух. Значи Бог е дух. Дух. Значи сила. Потребна ви е сила да ја надвладеете гревовната природа, отпаднатата природа на Сатанас. Да го распнете вашето тело како Исус Христос, да чекорите по него,
да чекорите по него, да действувате со него во љубовта. Секоја мисла да му е покорна на Исуса Христа. И спаси го синот на слугинката твоја. Значи, црквата е представена како невеста, слугинка, жена. Значи, царски свети и собрани во негово име, во името на Исус. Слуги Божји, министер слуга. Исус дојде и беше слуга на сите. Денеска сите сака да бидат пастори, проповедници, исцелители, пророци. Та сите ли се апостоли? Сите ли се учители? Сите ли се пророци? Сите ли имаат дарби да исцелуваат? Некои па наплаќаат терапии, па велат дека не наплаќаат, исцелуваат. Никој никого не може да исцели освен единиот Бог. Никој не е добар освен единиот Бог. Значи, погледни на мене, татко мој, и помилувај ме. Дај му ја твојата сила на слугата свој и спаси го синот на слугинката твоја, на црквата твоја, црквата Исусова, единствената црква, невидливата црква, Божјата црква на небесата, црквата на Исус Христос, каде што Исус е главата, Исус е владика, пастор, пророк, Исус, а ние сме сите во богоугодни жртви телото Исусово. Покажи со мене чудо за добро. Покажи со мене чудо за добро, па да видат оние што ме мразат и да се засрамат. Ти благодарам, татко мој, во името на Исус, за сите чуда и исцелување што се случија, за сите оние луѓе за кои не водеше, не донесе, да бидеме Твои представници на земјата, да се молиме во Твое име, да ги донесеме до Тебе, да се исцелат, а потоа да бидат царско свештенство, род избран, вистински Твои представници на земјата, вистински Твои представници на земјата, не фарисеи, садукеи, книжници, јазичници, лажни слуги, лажни синагоги, евреи кои не се евреи, евреи не човек кои имат завет со Бог, македонци кои не се македонци, македонец е човек кој го повикува Бог. Значи, покажи со мене чудо за добро, 17 стих, 85 псалм, па да видат оние што ме мразат и да се засрамат, зашто Ти, Господи, ми помогна и ме утеши. Слава Ти, Татко Небесен, Ти благодарам, Господи Исусе Христе, Ти благодарам за се. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Слава Ти, Господе. Те сакам, Господе. Слава Ти, Исусе. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Приклони го, Господи, тако уште еднаш ка почнува 85 псалм, увото свое и услиши ја молитвата моја, зашто сум беден и сиромав. Зачувај ја душата моја, зачувај ја душата моја, зашто сум смирен во Тебе. Спаси го слугата Твој, Боже мој, кој се надева на Тебе. Помилувај ме, Господи, зашто кон Тебе викам секој ден. Ти благодарам, Господи, што ми подари уште еден ден. Без Тебе не можам да направам ништо, но со Тебе можам да направам се. Ти си ми се, Господе Исусе Христе. Ти си ме создал, татко мој, си ме создал од кал земна и ми дувна во лицето, во душата, дух животен и станав жива душа. И потоа видя дека не можам да издржам и ми даваш сила, сила во Исуса Христа, да го изберам Исус и да станам син Божји, син Божји. И одиме понатаму Псалм 81, Бог застана во собранието на боговите. Ајде да видиме за синовите Божји. Изрече суд. За кога зборува? До кога ќе судите неправедно и спрема грешниците ќе покажувате пристрасност? Значи, тој зборува за отпаднатите ангели, демоните на Сатанас, они што го владеат светот, зашто се фрлени на земјата. До кога ќе судите неправедно, зашто на земја судот е неправеден? Сте виделе вие праведен суд на земјата? Спрема грешниците ќе покажувате пристрасност. Гревот се оправдува, го оправдуваат гревовите на политичарите, на цели нации и народи за тоа што се нивни. Оправдување. Еве го упатството. 81 псалм. Пазете на сирак и беден,
праведен и сиромав. Така постапува Исусов слуга. Син Божи, пазете на сирак и беден, праведен и сиромав. Ослободувајте го сиромавиот, тоа е задачата на Христовиот слуга, и бедниот од рацете на грешниците. Значи да појдеш да му сведочиш на некој кој е во неволја, да пробаш да го извлечеш од рацете на грешниците, зашто кој го врзал Сатана со неговите демони во грев. Ослободувајте го сиромавиот и бедниот од рацете на грешниците. Еве ја категоријата кај сме, што сме и што правиме на земјата. 81-иот псалм, 5 стих. Не знаат сите, не разбираат, во темнина одат, сите земни основи ќе се разнишаат. Тоа ја чека земјата. Не знаат, не разбираат, сите во темнина одат, сите земни основи ќе се разнишаат. Тоа ја чека земјата. Пишано е во Откровение и понатаму 6 стих. Јас реков, кој? Отецот Небесен во Исус. Јас реков, вие сте богови со мала буква. Вие сте сите, и паднати од Сатана, синови на Севишниот, синови на Севишниот. Но, од паднатите, но вие ќе умрете како луѓе. Човекот е смртен ако останете само човек, телесна природа, телото оди во земја, душата оди на суд. Но вие ќе умрете како луѓе и ќе паѓате како секој кнез. Сатаната го нарекуваат кнез на овој свет. Татко мој, Исусе, те сакам, во името на Исус, бегај од мене, Сатано. Бегај од моето семејство, од мојата земја, надвор, надвор во името на Исус. Стани, Боже, суди на земјата, зашто Твои се во наследство сите народи. Стани, Боже, суди на земјата. Дојди, Господе, второто Христово пришествие, суди на земјата, зашто Твои се сите народи. Слава Ти, Господе Исусе Христе. Слава Ти, Христосе, Ти благодарам, Господе, Ти благодарам, Исусе, Исусе. Еве уште еден стих од Јован, во овој контекст на богови со мала буква. Тој вели вака. Значи, тој им вели, јас и Отецот сме едно. 10 глава Јован. Јас и Отецот сме едно. 30 стих, 10 глава. Јас и Отецот сме едно. Исус. Значи, тоа треба секој од нас да го постигне. Јудејците пак зедоа камења да го убијат. Гледате каква сатанска природа. Евреите избран народ. Замислете. Дојде кај своите и своите не го признаа. И зедоа камења да го убијат. И потоа тој им вели, зошто зедовте камења, бидејќи си човек се правиш Бог. И тој вели што им вели. Исус им одговори 34 стих. Нели е напишано? Пишано е во вашиот закон. Јас реков. Кој? Отецот. Богови сте. Ако он ги нарече богови, оние со мала буква кој беше упатено Словото Божјо, не може да се урне писмото. Вековите ќе преминат, моите зборови нема да преминат. Вие велите хулам на Бог, а јас ви велам дека сум син Божји. Син Божји. Синови човечки, Исус се овоплоти во тело, зема облик на тело, на човек и стана син човечки. Во него пребива Севишниот Бог и Исус ни го покажа својот пат на милост, на љубов, на неосудување. Прости им, татко, не знаат што прават. Како од синови човечки се станува синови Божји. Ако не чекорите по тој пат, целиот ваш живот го трошите. Значи, ден поминат без Исус се загуба и повторно се враќате, поминувате низ оган во огнено езеро, но тоа е друга тема. Ти благодарам, татко мој, за Твојата љубов.
Те сакам, Исусе Христе, дека овие слова ги допрат сите оние кои имаат потреба од Твојата љубов и кои го повикаат Твоето име да се исцелат, да добијат сила, да го повикаат Твоето име да се спасат. Ти благодарам, Господе, за се, оставам се во Твоите раце, моето тело, мојава душа, моето семејство, мојата сопруга, моите деца, мојата земја, се мое е Твое. Те сакам, Господе Исусе Христе. Мир вам, исцелување во дух, душа и тело за сите оние кои ќе го повикаат Исус. Амин. И Македонио, пишана си од Отецот Небесен, но треба да го повикаш Исус за да добиеш сила, да се спасиш и да станеш син Божји. Амин. На колена во молитва покајничка прости ми, се откажав од гревот смртен, татко мој небесен, и Слово Божјо ми испрати, Синот свој Исус да ме спаси. Богороден во Тебе сум, татко мој небесен. Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. Да простувам ме научи, сите да ги љубам како Ти, че да Божи сите сме во љубовта, татко мој небесен. И милост Божја ме облеја, мирот свој ни го даруваш, со сиот разум, срце, душа, верувам во Исуса, татко мој небесен.